Господине Бесими, се наоѓате во Вашингтон за време на молитвениот поедок. Што е на вашата агенда? Покрај молитвениот поредок, средби во State Departmentот, во Конгресот и во Националниот безбедносен совет, односно Белата куќа. Како и средби со дебати во Џон Хопкинс универзитетот и други средби со диаспората и пријатели што ги имам тука во Вашингтон. Не можам да не ве прашам за последните случувања што ја бренуваат македонската јавност. Премиерот Груевски во несекојдневно обраќање до нацијата го обвини лидерот на СДСМ Заев за уцени дека соработувал со странски служби. Сериозно кривично дело. Што сметате вие? Многу сериозна состојба во погледот на сликата за Македонија, не само внатре од аспект на тежината на процесот, меѓутоа и од аспект на тоа како гледат на Македонија инвеститорите, како гледат на Македонија Европска Унија и НАТО. Значи, секако дека ваквата состојба не придонесува, напротив, ќе влијае врз евроинтеграцијскиот процес, како и врз инвеститорите, особено од аспект на сензитивноста, на политичката сензитивност на самиот случај со тоа што се работи за премиер и лидер на најголемата опозициона партија. Меѓутоа, тоа што е важно, Македонија да го држи фокусот за евроатлантските интеграции, да го држи фокусот на реформите, како и да ги зачува доброетничките, односно меѓуетничките односи во Република Македонија. Меѓутоа интересен е тајмингот. Зошто токму сега се објавуваат овие работи, ако во периодот неколку месеци се сретнал со Заев? Тоа не можам да дадам некој коментар во однос на тоа. Лидерот на опозицијата пак Заев порекнува дека го уценува премиерот и дека соработува со странски служби. Амбасадата на САД во Скопје повика, цитирам, да се задоволат највисоките стандарди на правната држава, транспарентност, принципиелност, заштита на слобода на говорот. Кој е вашиот став? Македонија треба да покаже дека има капацитет, ги исполнува демократските стандарди што се копенхашките критериуми за демократски капацитет, како во однос на политичкиот амбиент, диалог, така и во однос на кредибилноста на институциите. А тоа е важно не само заради овие институции, ЕУ и НАТО, кои го барат од нас, туку тоа пред се важно и за граѓаните и за инвеститорите во Република Македонија. Да има независно судство, значи дека инвеститорите ќе знаат дека имат судство кое ги штити подеднакво, дали се домашни или странски. Исто така и граѓаните ќе знаат дека имат фер институции за сите, без разлика на нивниот културен, етнички или религиозен бекграунд. Тоа е важно пред се за Република Македонија и тоа што во моментот го дават како коментари или изјави или соопштенија Америчката амбасада и Европска Унија, сметам дека е исклучително важно и со внимание треба да се зема со голема сериозност во предвид. Дали ДУИ ја поддржува владеачката партија, како се справува со случајов? Директно во оваа ситуација ДУИ не е вклучена, меѓутоа во оваа состојба е засегнат со ова состојба секој граѓанин на Република Македонија и секој правен субјект кој работи во Република Македонија. Всушност, Македонија треба да го задржи курсот. Главната тема тоа се евроатлантските интеграции, надминување на сите отворени прашања, реформскиот процес, како и да работи сериозно на инвестиции и отворање на нови работни места, подеднакво низ цела земја за сите граѓани. Вие сте вице-премиер за европски прашања. Како последниве случувања би се одразиле на евроатлантската интеграција на земјата? Секако дека процесот ќе има влијание. Сметам дека тоа влијание не е во насока што и помага на Македонија, туку напротив и одмага во целиот случај. И затоа треба да се држи како во однос на ситуација, состојбата како ќе влијае врз политичкиот диалог, кој е еден од критериумите кои се бара во Македонија, го очекуваат од нас. Меѓутоа, во исто време тоа има влијание врз окружувањето кое е како во однос на поттикот на инвестиции, така и во однос на реформите што ги спомнав, но и овој сплет на околности има влијание најверојатно и врз меѓуетничките односи кои се
тесно поврзани со политичката стабилност на земјата и економската перспектива на Република Македонија. Господине Бесими, ви благодарам за разговорот. Ви благодарам и на вас.